Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, го имаме на линија господинот Ненад Јовановиќ, политички аналитичар. Господине Јовановиќ, на почеток само да видиме како е врската. Вие треба да не слушате, а ние вас да ве гледаме и да ве слушаме. Како е? Ја ве слушам добро, ве гледам добро. Се надевам дека сме добро расположени. Да, секако, како и секогаш, врската е одлична, тоа е важно за гледачите да се имаат добар преглед на емисијата. Господине Јовановиќ, јас предлагам сега да тргнеме од другата страна наопаку, бидејќи некако да биде продолжение на интервјуто со Сојузот на синдикати кој го имаше колегата Сунај Сабриовски. Да почнеме со Бехтел и Енка и потпишувањето на законите од страна на председателот Пендаровски. Председателот истрпе критики од опозицијата, но и од некои познавачи и експерти во поглед на потпишувањето на законите, пред се во потпишувањето на законот кој овозможува продолжување на работната недела на 60 часа неделно. Како гледате вие на тоа, бидејќи председателот Пендаровски при тоа кажа дека ќе размисли дали ќе ги потпише овие закони? Очигледно дека се створи некоја контраверзна тема. Ние секогаш создаваме контраверза од се што е поголемо од нашиот, да речем, желудник, и создаваме контраверза од се што може да предизвика некаква известна иднина или да направи некој погабаритен проект, и секогаш се обвинува било која голема работа, се обвинува за мито, за корупција и така натаму. Што се однесува до проектот на Бехтел и Енка, тој конзорциум од американско-турски бизнисмени, и можам само да кажам дека го следам тој процес од медиумите, немам некаква информација конкретно што и како. Единствено што може да приметам дека тоа е проект директно на Пентагон и дека од Македонија треба да предизвика или да направи или да создаде една, условно кажано, мека и медина, една балканска трансверзала во која ќе може со едни пристојни инфраструктурни проекти да циркулираме во регионот и да соработуваме. Сега, се разбира дека опозицијата ќе нечка, бидејќи тие во себе и во својата конституција како политичари немаат никаков голем проект, нити имаат некаква визија, па така и за овај Бехтел и Енка, и сега секогаш се фаќаат на тие кавкијански заврзлами, па те не знам законот, па те не знам експроприација земјишта, па те ова, па те она, па се разбира, мислам, толков голем проект не може да помине без дубиози, али во случај, али како да ви кажам сега, кога Пентагон ви нуди таков голем и габаритен проект и кога ви вели дека вашите патишта ќе ги замени со вашите, условно речено, вашите конјски дупки ќе ви ги направи асфалтирани, и сега секогаш тука ќе се најде еден класен момент за да го рушите вие тој проект и да собирате политички поени. Значи, ако одлучиле они да го работат тој проект ќе продолжи. Сега, од она што ја може да разбирам, прашање е колку луѓе ќе бидат вклучени од овие што се стопанственици, луѓе што имаат градежни фирми ќе бидат вклучени во тој проект, и оние кои што излегуваат надвор од тој проект. Сега, па после прашање е дали, не знам, тие градежни фирми се релевантни да работат толкави габаритни проекти, дали некогаш работеле габаритни проекти. Значи, генерално проблемот настанува кој од тука ќе се омасти и кој ќе влезе у тој проект да го работи што се однесува до овие нашиве фирми градежни, а кој нема. И тука настануваат сите тие конфликти, али генералната идеја на Бехтел и Енка, колку што јас разбирам, е дека ќе ни ги променат магистралните патишта и дека ние ќе можеме да станеме, реков на почеток, една мека и медина, една трансверзала во која ќе може пристојно да патуваме со добра инфраструктура и да се поврзуваме со бугарите, односно со Албанија и односно со Грција. Тоа е све што би можел да кажам, деталите ги немам од проектот, такви проекти габаритни. Добро,
ние се разбира дека ја анализираме политичката димензија на овој проект, не економската. Не сме таков тип на експерти, се разбира. Оно што гледаме дека се е спорно за дел од јавноста или за опозицијата исто така во проектов, едно е што се перцепира како проект на ДУИ, да речеме, иако коридорите 8 и 10 се клучни коридори, стратешки коридори за Македонија од самото осамостојување. Тоа се коридори кои секогаш се кажуваат како најважни коридори за развитокот на државата. Едно се перцепира како проект на ДУИ, понатаму му се дава и етничка конотација, како проект кој е важен повеќе за албанците, да речеме, отколку за македонците. Тоа е едно. И второ е, оно што го зборувавме и предходно со предходниот гостин, господинот Зиков, тоа е што јавноста го нема видено договорот за проект кој ќе биде тежок, речиси, 2 милиарди евра. Па сега, знаете како, треба да го види јавноста договорот, но, како да ви кажам сега, плебисцитарна јавност е едно, а експертска јавност е сосема друго. Значи, луѓето сакаат добра инфраструктура. Се разбира дека ако има некакви дубиози, ако има некакви закони кои што се спорни, значи тоа треба да се реализира. Али во секој случај, ви велам, не можат луѓето сите да го разбираат проектот на како кажам, не знаат луѓе што значи тоа да се има еден коридор голем кој ќе поврзува. Значи луѓето им е важна инфраструктурата. Ако им е важна инфраструктурата, владата мора да ја заврши оваа работа за која веќе, нели, тоа е дел од нивниот програм, тоа е дел од нивната агенда. Значи јас единствено нешто што сакам е владата да ми направи добри трансферзали, автопати и коридори да може да патуваме, а не да ги кршиме нашите коли и нашите амортизери. Значи тоа е одговорност на секоја влада. И ако таа влада веќе како да речам, ако се обврзала дека тој коридор ќе го направи и дека ќе може многу полесно да комуницираме со нашите соседи, па ја може само да кажам амин. Сега ви велам, тука се многу интересни во прашање. Се разбира дека опозицијата во тој габаритен проект од 2 милиарди евра ќе бара и етнички клучеви, не знам, ќе бара ова, ќе бара она, а тие никогаш немаат донесено такво нешто габаритно и такво нешто големо. И сега, како да ви речам, сакаат едноставно да не упропастат во тоа. Значи, што помалку сме несреќни, што помалку сме поврзани со останатиот свет, што помалку се тие вклучени во бизниси, во тендерашки приказки, во одлучување на проекти, во провизии, во ецетера, толку повеќе, ако се надвор, сакам да кажам, од све тоа, они ќе го узурпираат или ќе го толку омамат, или како да кажам, ќе го упропастат тоа за во јавноста да представува као ете готово, веќе нема да го работиме ние. Бехтел и Енка, еве опозицијата се лути, па ајде останеме на овие наши кози и патеки и ништо да не промениме додека они не дојдат на власт, па потоа они нас да не убедуваат дека еве сега нови коридори се во прашање и така натаму и така натаму. Значи се работи за чист онај партикуларен интерес на опозицијата, а не се работи за никаква визија дека нив им е важно. На опозицијата не само за овој инфраструктурен проблем, они им е важно да оваа земја пропадне, да не се работи ништо, само тие да одлучуваат за било кое политичко, инфраструктурно и економско прашање. Ја тоа може само да го приметам она на површина, што оди низ медиумскиот простор. Добро, власт и опозиција, ми се чини дека тоа сите партии како се менуваат, таква е реториката и СДСМ кога е во опозиција отприлика го прави истото, значи критикува се. Така е, само со една мала ограда, ќе ми простиш. Вакви габаритни проекти од 2017 година до 2023 година никогаш во оваа земја не се случиле, барем колку што јас памтам. Од Бехтел Енка, од Преспа договорот, од влегување во НАТО, од почнување на директни преговори
сега со уставните измени и така натаму, оваа земја никогаш вакви и потреси не доживеала и никогаш вакви визионерски договори не создала оваа земја. И затоа мислам, сега сите страшно збунети имаше, од ова. Имаше, еве да додадам, не толку голем, но сепак имаше еден габаритен проект Скопје 2014. Значи, исто 500-600 милиони евра. Мислам, никој не знае точно колку коштал, но се работи за габаритен проект. Да, Скопје 2014 беше, како да го наречам во метафора, Луна парк за идиоти. Скопје 2014 беше проект не само што беше урбанистички проблематичен, него Скопје беше последниот бастион на узурпирање на јавните простори. Ако се сеќавате во времето кога протестиравме, го изградија Скопје 2014 за да го блокираат последниот јавен простор, бидејќи се друго окупира, за да не можат луѓето да спонтано и да се окупираат и да го изразат својот револт без идеја и така натаму, па мораше да се собираме пред влада во кој и тоа е, како кажам, спорен простор, бидејќи им узурпираш и на луѓе проток, на движење и така натаму. Значи Скопје 2014 фантастичен беше плоштадот на во самиот центар на метрополата и ете го узурпира со тоа безсмислена антиквизација. По кој знае колку пари се испрани, но во секој случај таа митолошка позиција на ВМРО-ДПМН е во тоа време и единствена замерка што ја имам ја кон СДСМ е што не го дислоцираа тоа, како да речам, едно идентитетско лудило од плоштадот Македонија и тие триумфални капи. Единствено тоа на СДСМ стравично му замерувам, бидејќи, знаете како, тој идеологем, тој идеолошки шприц, да речам, за сите популисти, денеска се претвори како меур од сапуница. Сега веќе не сме антички македонци, сега сме само македонци. Дури ја мислам дека не сме ни старословени, него сме само македонци. Знаеш, и во тие идеолошки конфузии на идентитетски војни, повторно левицата застравува и ден денеска. Ја тврдам дека она нема појма што е. Но видите, на страна од таа дебата, која е добро позната дебата, сепак тука има еден проблем, што без разлика на мислењата за Скопје 2014, сега имаме таму некои згради на плоштадот, едната е она офицерскиот дом што требаше да биде, имаме уште една до неа, кои стојат како едно ругло, недовршени згради и карабини, имаме она кај факултетите, исто така две згради кои стојат веќе почнуваат да се распаѓаат. Значи, власта не само што не направи една сериозна ревизија на проектот Скопје 2014, таква правеше една општина центар, но не излезе ни од тоа ништо. Немавме никакви процесуирања за Скопје 2014, за еве ова што го кажувате вие, перење пари и така натаму, но и тие згради кои останаа не се довршија. Сето тоа остана да се распаѓа на забод на времето. Кога дојде СДСМ 2017 година на власт, кажа дека исто така во политичкиот живот ќе мора да бидат вклучени и граѓаните. Значи, граѓаните на Скопје, ако има урбанистички хаос, ако има недовршени згради, ако има мноштво депони, активниот пристап на граѓаните во политичкото е клучен. Имате разни форми на борба со урбанистички хаос. Може да поттикнете петиција, може да има еден носител во кој ќе оди до општините, не знам кој е надлежен, општина Центар или град Скопје за ова што вие го велите. Значи, граѓаните мора да поттикнуваат секогаш се она што им смета во јавните простори да одат и да, како да кажам, да си го бараат тоа од општините, а општините се должни па на граѓаните да им ги извршуваат тие работи што им сметаат. Значи, многу е важно да продолжи граѓанскиот активизам и дека не може цело време ние да чекаме власта ова, власта она. Власта е тука за да ги решава своите програми изборни, да обеќава подобар живот. Но од друга страна, во јавноста денес е секој должен да артикулира и анимира се она што му смета.
во јавниот простор и во политичкиот живот. Има разни форми, ви велам, на активно и на пасивно делување во политиката. Секој треба да земе активно учество за да биде оваа земја и градот Скопје подобро место за живење. Значи не е работата само на администрацијата, на бирократијата и на некакви ултимативни зборувања. Ја последно време сум ужаснат од тој некој новоговор, законски, ваков, таков, а во суштина све се сведува кога некој ќе спомне закон, ја имам впечаток дека законот важи за оние другите, а не за нас, пошто ние, нели, сме овде наши. Па ако сме наши, како може законот да делува за нас, а за други не? И обратно, другата група вели законот важи за овие што ни се противници, а не за нас. Значи, во овај процеп измеѓу идентитетските, како да речем, лупови и гапови, граѓаните, ако приметувате, последниве 2 години се комплетно исклучени. Кога зборам за граѓани, мислам за универзални вредности. Значи, кога излегуваш во јавниот простор и кога велиш за себе дека имаш граѓански позиции, тоа значи дека имаш универзални позиции. Тоа значи дека ти смета нешто во јавниот простор, дека се дискриминираат луѓе, дека некој врши говор на омраза на одредени групи, на малцински групи. Позицијата на граѓаните е тука да излегуваат во јавниот простор и да кажат тука јавно што им смета. А овде гледаме денеска, на моја жалење, се помалку граѓани има што може да зборуваат за јавниве политики, за јавните работи. Се е некако... Знаете како, граѓаните, еве сега не можеме да генерализираме, но она што барем го гледаме како една реакција, како една перцепција, е дека тие се пасивизираат се повеќе поради недостаток на доверба, поради разочараност пред се, поради се што се ветуваше, а не се направи, и дека веќе не се ни обидуваат да направат нешто. И сето тоа произлегува од истото прашање кој го постави во однос на неказнивоста, во однос на непроцесуирањето на предходните криминали кои се правени и дека граѓаните се едноставно веќе разочарани од се. Знаете како, јас сега ќе кажам една инвектива лична. Ја немам ништо од како се вика од материјална вредност. Значи буквално немам ништо. И тоа се проверува многу добро. Од друга страна, политиката е моја. Значи, ја кога ќе слушнам човек дека е разочаран, а ја ви велам не ова искрено и човечки, ви велам, ја немам ништо. И кога ќе слушнам дека некој е разочаран, а го гледам тој некој дека има од мене 200 пати повеќе и материјални вредности, и можност да преживее, и да ручка добро, и да се храни квалитетно, и да има скијање, и да има одмор и се. Ја, како да кажам сега, да ја употребам една метафора на Бранко Милковиќ, кога ќе слушам дека е некој разочаран, ја се фаќам за пиштол. И сместа во мојата рака се ствара пиштол. Ова го зборам во метафора. Значи, ние немаме право да бидеме разочарани. Океј, има мноштво сегменти во кои треба да бидеме разочарани ради лоши политики и така натаму. Но ние немаме право да бидеме разочарани на таков начин што ќе станеме пасивизирани и што нема да следиме будно ова што се живее. И кога велам граѓани, јас зборувам, во Скопје имате страшно паметни луѓе, во Скопје имате страшно образовани луѓе и во Скопје имате страшно важни луѓе кои што се стравично еманципирани и кои што знаат што се случува. Значи, во некоја смисла, кога имате такви тектонски пореметувања во сопствената држава, во регионот, во геополитиката денес, да молкот на тие ТЗВ, најобразовани и најпаметни луѓе е вака стравично замолкнат, за мене е тоа несватливо. Ако ја може од внатрешноста да пишувам коментари 2 до 3 пати неделно, некојаш и 4, да излегувам на јавна говорница тамо кај што ме повикуваат и со ова ви благодарам, мисламе дека
привилегија да се зборува пред луѓе. Ако јас, кој материјално немам ништо, значи, и знам дека е ова драматично, знам дека е ова како е контраверзно, но немам ништо. И сега јас се мешам во политика, јас зборувам за работи кои што ми се чини дека се важни за сите нас. Не само за мене лично. Ако јас нешто за мене лично сакав, во овие борби што ги правев од 2018 година до 2023 година, за овие 5 години, јас ќе им побарав нешто на СДСМ. Функција, позиција, whatsoever. Тоа не ме занима мене. Мене ме интересира да пишувам, да ја наблюдувам оваа земја кај се движи, дали оди да застрани или не, и да пишувам текстови и колумни. Тоа е не само што е моје уставно право, туку тоа е моје човечко право. Ако молчиме ние вака сите, утре ќе дојде повторно ВМРО-ДПМН на власт, ви кажувам одма што ќе биде, за да не биде она што е писач стел да каже. Идентитетските политики водат во нова диктатура, а не заборавајте дека авторитарни режими народите полесно ги джвакаат, полесно трпат диктатор, а демократски одбрани власти нив се им нечкаат, како да кажам, во кој термин да употребам, значи нив им се бунаат, нив неќат да ги гласаат, препотентни биле и така натаму. Господине Јовановиќ, ова што вие го велите сега, ако молчат луѓето дека ќе дое ВМРО-ДПМН на власт, за многу луѓе во земјава не е закана, ниту е па нешто негативно. Тоа го покажуваат барем анкетите на кои ВМРО-ДПМН води. Речи си на сите анкети кои се прават, така да поголем дел од луѓето, барем тие кои се анкетираните, сака да дое ВМРО-ДПМН повторно на власт. Што тие не гледаат ништо лошо тука? Не. Тука имате замена на тези. Прво, кои луѓе сака да дојде ВМРО? Според анкетите кажувам, како што покажуваат анкетите. Значи, а какви се тие анкети? Значи вака сега. Тука сите, да рашчистиме... Не знам, сите релевантни анкети кои ги видовме во последно време го покажуваат истото водство на ВМРО-ДПМН. Во моментот кога се реши Преспа договорот, ВМРО-ДПМН од Преспа договорот до денес има исто гласачко тело. Се растура единствено она демократска јавност која влегува во пасивизација. СДСМ од 2017 година има проблем да го јакне собственото тело, бидејќи во меѓувреме завршува многу работи. И сега тука ќе мора да направиме една јасна дистинкција. Од 2017 година до денес ВМРО-ДПМН има фиксно 305, 310, 320 илјади гласачи. Тоа е десница. Секаде десница на Балканскиот регион има фиксно субординирано членство. Што викавме порано, магаре да им ставиш, магаре ќе го гласаат. Проблемот настанува кога демократската јавност околу СДСМ и во СДСМ и самото членство на СДСМ е многу почувствително, подемократски расположено, покавгаџиско, подивергентно, поразлично, поиндивидуално, да го речам посамостојно, пообразовано. Сега, во вакви две констелации го имате анкетите такви какви што се. Од друга страна, СДСМ во овај момент го растураат 5-6 екипи околу првиот Максим Димитриевски, а Максим Димитриевски никогаш нема да биде авторитет во ВМРО-ДПМН, он секогаш ќе биде на таа демократска јавност околу СДСМ и така натамо, и он сега го пасивизира, зборува вакви се криминалци, се те ова, те она, знаеш, ги слушаме тие наративи. Вториот, како се вика, ербаб, дечко и фраер е Никола Димитров, кој ќе зборува дека не знам, немало професионализација, немало ова, немало она. Ни Никола Димитров не може да биде авторитет во ВМРО-ДПМН, може да биде, повторно ви викам, околу СДСМ, може да биде авторитет на тие што се разочарани некој и така натаму, значи повторно откинува од јадрото на СДСМ. И имате плејада уште на други луѓе кои што се нешто стравично разочарани од СДСМ, страшно не им се, па не им дигнал овај телефон, па овај не се јавува, па препотентни се, па не знам вака отужени елити и така натаму, тоа се све идеолошки матрици во кои десницата стравично, како да речам, стравично опако игра, не игра добро, него они многу добро знаат колку е СДСМ јака,
политичка партија кога би била екипирана, СДСМ кога би била екипирана и кога би била силна како од времето на 2017 година, СДСМ ви вади фиксно преку 450 до 500.000 гласачи на избори. Значи, сакам да кажам, овде имате една многу опасна стратегија во која многу луѓе кои што ја им се воодушевувам од Демократскиот блок влегоа во стапицата на ВМРО ДПМН. И од друга страна приметувам уште еден многу важен детаљ, као немој да бидеш против ВМРО, бидејќи мноштвото народ бил за ВМРО. Знаете, тоа силување мнозинството версус индивидуалните ставови ги доведе луѓето да денеска не зборуваат ништо. Као ете, сите анкети кажуваат. Па што ако кажуваат сите анкети? Тоа не значи дека ВМРО ДПМН не води лоша политика. Еве и со уставните измени. Од 2019 година така ме исплука оваа ТЗВ македонска јавност, нивна, патриотска, и еве дојдовме на моето 4 години. Што зборував ја од 2019 година до денес? Мир, соживот, пријателство и да прекинеме бугарите да ги третираме како фатуми и како тотеми. И да ги ставиме во Уставот, бидејќи, пазете, Уставот дозволува да во таа преамбула да има владење на право. Владење на право, па во буквален превод, значи да ги ставите сите малцински групи да бидат рамноправни дури и на оние кои што се мнозински народи. Значи, тоа е уставна категорија да ти ги ставиш бугарите во тоа. Сега, Мицкоски па има нова, како да речам, проклета и зајадлива тема. Вика, ајде дојете сите македонци кај мене, СДСМ и ВМРО, ќе ги изгласаме бугарите, ама сега ќе видиме против албанците. Мислам, ме разбирате, секој демократски народ на тоа му се дига и му кажува дека ти повторно сега, еве, ќе ги прифатиме бугарите во Уставот, ама сега ќе ги исклучуваме албанците, оти пази, они биле 20 години на власт. Па прашањето на Дуи не е прашање на Мицкоски, ниту па на СДСМ, ниту па не знам на кој некој жохар, некој мастермајнд. Само да појаснам, Мицкоски не вели албанците, туку вели Дуи. Тоа да појаснам. Дуи, Дуи што се? Не, добро, но мисли на партијата, не на албанците како етнички корпус. Не. Мицкоски не мисли на Дуи, Мицкоски не мисли на албанците, Мицкоски има фикција у главата, има против Али Ахмети, Артан Груби и Бујар Османи. Значи, мора да ви објаснам, десничар не размислува во конјунктури на широки заедници и на народи. Десничар се фикционализира во конкретна личност. И додека таа конкретна личност ја не снема од политичкото поле, он партикуларитетот на широката заедница така го гледа. Поинаку, они не знаат да гледаат. Ни луѓе, ни заедници, и тука мора да бидеме јасно. Ако албанците имаат против Дуи, се знае тоа на избори како се делува, ќе си ги сменат Артан Груби, Алија Ахмети и Бујар Османи, ќе дојдат по-артикулирани, по-силни, по-снажни луѓе во албанскиот блок од овие тројца, што ви ги кажа, и ќе ја бараат својата шанса. А сега ти да ме врзуваш мене со Мицкоски да одам јас во консензус за уставните измени и да ствараме перцепција во јавноста дека окей, сега не сме против бугарите, туку сме против албанците. Извини, молим те, ја во тоа не учествувам. Кој таа глупост ја смислил, од мене има двојка. Добро, немаме уште многу време. Што очекувате од утрешната средба помеѓу премиерот Ковачевски и председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски? Бидејќи Мицкоски настапува со прилично тврди позиции, тој како што вели оди на средбата да му каже на премиерот зошто уставните измени нема да успеат. Што очекувате сега од оваа средба во ваква констелација?
ако ме прашувате на чисто во идејна смисла и ако ме прашувате што јас очекувам, прво, ја не знам што да очекувам од Мицкоски. Гледам дека вчера ја собрал партијата и рекол дека ние го редефинираме ставот дека уставни измени не доаѓа во предвид. Втора работа, гледам дека он повторно, како што ви реков, како што ги гледа албанците, така ја гледа и собствената партија. Се чувствува таму некоја недоверба, па бараше од Ковачевски да оди сам, бидејќи ако има посредник, кој знае како посредникот ќе го протумачи. Значи, сакам да кажам, ја не знам Мицкоски кој му е ментор, не знам ни на Александар Николовски кој му е ментор, ниту па таму на некои луѓе. Но очигледно, нивното политичко делување не е автентично, не е автохтоно нивно лично, тоа е стравично искалкулирано од анкети, од пиар, од глупирање, вака седиме, вака стоиме, вака се однесуваме, вакви гестови, body language правиме и така натаму. Значи, тоа е една популистичка структура, таму нема ни човечки разговори, таму нема ни некаква искреност, таму е све вкалкулирано, математиките фрчат, само се бројат гласови, само се закануваат, те лево, те десно. Ја очекувам дека сигурно на Ковачевски нешто ќе му се заканува утре и повторно ви викам, не верувам дека ќе испадне некаква конструктивна дебата, не затоа што Ковачевски не посакува конструктивна дебата, него едноставно затоа што Мицкоски не е соговорник за уставни измени и ви велам, во овој период ќе се кршат копијата, повторно ви викам, измеѓу два тотема. За ВМРО ДПМН, бидејќи и сами велите, ја не верувам во анкетите, уопште никогаш не сум ни верувал во анкети. Ја верувам дека Мицкоски ќе се фаќа за два пункта, ако му одговара во моментот ќе ги хејта и плука бугарите, а ако во моментот нема одговара бугарите, ќе ги плука албанците, и тоа се тие две националистички матрици во кои он ќе се обидува да мобилизира. Додека од друга страна СДСМ, ви велам, шансата СДСМ мора да ја бара во уште повеќе шанса за Европа, во нови вработувања, во економски мерки, во како се вика да донесеш, не знам, фабрики, некакви инвестиции и така натаму, значи блоковите ќе се кршат, од средбата не очекувам ништо спектакуларно, дај Боже, ја посакувам од средбата да се случи она што го кажав и на Алфа телевизија во март ми се чини, или во април, не сеќавам точно кога беше. Ајде да ги изгласаме уставните измени. Еве, тоа го посакувам граѓански, универзално, човечки и пријателски, со нула калкулација, што од друга страна мене ме става да сум во автентична и релевантна позиција. Ајде да ги изгласаме уставните измени, машки, како се вели она, машки, да ги изгласаме, ербаб, ајде пријателе, па после ноември од кога ќе ги изгласаме уставните измени, ајде да се делиме тогаш по сите шавови, по сите политики, по се, доаѓа 2024, имаме избори, парламентарни, председателски и да видиме. Арно, ама, ако сакаш да ме уценуваш во ноември, па да ми кажуваш со кого јас да одам во коалиција, па не знам да го истиснеме албанскиот фактор, па те дуи претерал била ваква, значи, у тие сценарија ја лично нема да учествувам. Ако тоа се да се го направи, ја ќе бидам првиот што ќе зине против неа. И ја го имам секое суверено право да зинам против СДСМ, бидејќи јас сум еден, како се вели, проевропски и проуниверзален човек кој што ја брани СДСМ. Откажа ли СДСМ од универзалните вредности, ја ќе бидам против неа. Добро. Господин Јовановиќ, не истече времето, ви благодариме за ова интервју. Благодарам. Ненад Јовановиќ, аналитичар, и со ова го завршуваме ова студио 10, почитувани, ви благодариме на довербата и вниманието. Останете со нашата програма, за кратко ќе ги видите вестите.